На светскиот ден на аутизмот, бројка на дијагностицирани лица со аутизам немаме, поради недостатокот на дијагностички центар и регистар. Ова представува фундаментален проблем, бидејќи превземањето мерки секогаш е тесно поврзано со познавањето на бројките. Бидејќи се уште не постои дијагностички центар, немаме точна бројка за дечиња со аутизам, односно имаме неколку дечиња кои што имаат аутистичен спектар, но точна бројка немаме. Се уште ни недостига таков регистар за водење на деца со вакво нарушување. Сепак општина Штип работи на изработка на план за подобрување на воспитно-образовните услови на овие деца. Општина Штип ја разгледува можноста преку проекти да вклучиме асистенти кои што ќе бидат стрикно посветени на овие дечиња, за да можат поуспешно да го совладат образовниот процес. Аутизмот представува нарушување во кое на мозокот му треба повеќе време да ги процесира податоците, па во свеста на лицето со аутизам се преклопуваат податоците едни врз други, така што често не може да дефинира што се случува во моментот, а што е податок од претходно. Овие деца бараат посебна нега и третман. Се карактеризира со намалени способности за комуникација и социјализација. Со овие деца треба посебен третман, едно посебно внимание кон овие деца, трпение во работата со овие деца. Денеска општината во соработка со основното училиште Ванчо Прке и детска игротека им организираа забава на децата со аутизам. Според аниматорот Џамгјозова, работењето со овие деца е лесно и бара само трпение и љубов. Јас 7,5 години ја работам оваа работа, аниматор, и се разбира, нели многу често ни идат деца и од ваков карактер. Јас сметам дека е многу лесно да се работи со тие деца и што е многу битно, успееме да извадиме детската насмевка, детската среќа. Светскиот ден на аутизмот се одбележува од 2008 година во април на секаде во светот, со цел подигање на свеста за оваа состојба. Иако неофицијално 1 на 66 деца има знаци на аутизам, сепак за аутизмот се уште многу малку знаеме, а уште помалку правиме.